Почитувани читатели, одиме со ново издание интервју на Култура МК и во денешното издание ќе поразговараме со доктор Пеце Ристевски, доктор по метеорологија со потесна специјалност климатологија и применета метеорологија. Во денешното издание ќе разговараме нешто повеќе за метеорологијата како наука и нејзиниот историјат и развој на територијата на денешна Република Македонија. Професоре Ристевски, кажете ми за почеток некои основни информации што представува метеорологијата. Во суштина метеорологијата е физика на атмосферата, која се занимава со истражувањата на времето, климата и атмосферата. Прво дело е од Аристотел во 4 век пред нашата ера, кој го има напишано во 4 тома за атмосферата, времето и климата, и то се појдовните основи на метеорологијата како наука. Иако потекот на развојот на општествата, заради немање на одреден инструментариум и одредени мерења физички нарочно, геофизички, како што се температура, влажност, ветер и атмосферски притисок и друго, најголемите дострели метеорологијата ја има во 18 и 19 век со осовременувањето, односно со отпочнувањето на информирањето на инструментите за физичко мерење на атмосферата, времето и климата. Со, например, барометарот, понатамо ветрокасот, анемометрите, хигрометрите, термометрите и така натаму и така натаму. Што поконкретно сите овие инструменти кои ги спомнавте и што всушност метеоролошката наука испитува и мери? Што поконкретно мери? На почетоците мерењата биле обични, мислам едноставни во приземни мерења и во многу области од општествата. Првите мерења се организирани во Европа и во Америка од 1850 година. Најголем фонд на информации има од тој период и со почетоците на истражувањето на климата, баш овие информации се многу значајни за да се определат климатските варијации, колебања на климата во изминатиот период. Како почеток, идејата за метеоролошко организирање во доменот, меѓународно организирање во доменот на метеорологијата се смета 1853 година, кога за потребите на морепловството се собрале одредени стручњаци, познавачи на овие проблеми, и тоа е прва една конференција организирана во тој период. Главно организирање меѓу државите е 1873 година, кога се формирала Меѓународна метеоролошка организација во Брисел, и од тој период навамо до 1950 година, 23 март, кога е формирана Светска метеоролошка организација, постојала 77 години Меѓународна метеоролошка организација како невладина организација. Од 23 март 1950 година е отпочнато со државно организирање, односно меѓудржавно организирање на метеоролошката наука, со формирање Светска метеоролошка организација како главна наука во доменот на Обединетите нации. Кажете ме, покрај температурата, што друго се анализира или мери метеоролошката наука? Метеоролошкиот наблюдувачки систем е во доменот на приземни мерења
atmosferski merenja, kako na primer vlažnost na vazduhot, veter, sončevo zračenje, osunčuvanje, atmosferski pritisok, svi te pojavi i procesi koji se slučuvat u atmosferi. Znači sneg, došt, slana. Sneg, došt, slana, svi te tije, znači faktički nije gi sledime osnovni te meteorološki elementi i meteorološki te pojavi. So drugi zborovi, znači se sledat fizički te, geofizički te elementi i atmosferski te pojavi i procesi. V posledno vreme so razvojatna tehnologijata vo drugite oblasti na naukata i stopanstvoto se razvile druge oblasti, kako što se telekomunikacijite, razmena na informacijite, ponatamo radarskite i satelitskite merenja, koji ste se zajedno go činat globalniot nabljuduvački sistem na Svetskata meteorološka organizacija, koja među prvite projekti je od 1963. godina, koga se formira tako narečeno to svetsko meteorološko bdenje, preko koje se sledat, razmenuvat i analizirat meteorološki te i drugi te geofizički podatoci i taka što vo svetot postoji svetski monitoring od cite zemlje od svetot i tije se na sekoj 3 časa, denje noće, gi sledat cite atmosferski pojavi i procesi vo atmosferjata. Vo prizemljeto i na visočina. Kako što se aerološkite i pilot balonskite merenja vo atmosferata do 30 km nadmorska visočina, a na 30 km je vo domenotna druga nauka, to je aeronomija. Znači imame aerologija, koja je vrzana do 30 km i nad 30 km aeronomija. I благодарам.